Ги премолчија американските црни листи, аферите со семејството на Ахмети, критиките од Австрија за бизнисите на Заев, прашањето од Холандија, каде отишле милиардите, ама немаа проблем да влезат во судир со јавноста, која прашува зошто по една деценија одеднаш им текна името на екс-градоначалникот на Центар Тодоровиќ, како од пепел да го издигнат од обвинителските фиолки. Обвинителството се налути за критиките, па сега бараат политичките партии да не го злоупотребувале случајот, за кој, како што велат од основното јавно обвинителство, нивниот обвинител изминативе години максимално посветено и професионално постапувал во предметот. Јавното обвинителство инсистира сите политички партии да запра да ја злоупотребуваат во политички цели истражната постапка во предметот Феникс, како и кое било друго постапување на обвинителството. Ги потсетуваме сите политички чинители на пораката што во овој контекст пред само неколку дена ја упати американскиот Стейт Департмент дека лидерите на Македонија мора да покажат силни, опипливи резултати во борбата против корупцијата. Колку што е познато, по безмалку цела декада збирање докази, случајот Феникс кулминираше минатата недела, затоа што дури толку многу време му требало на обвинителството да утврди како се поставени 11 споменици и да провера 30 на фактури. По пресконференцијата на обвинителот, дел од стручната и политичката јавност, но и дел од граѓаните, обвинија дека овој случај е само дефокус за се она што се случува на јавна сцена, каде власта го губи дното под нозете. Обвинителството се правда и велат. Шпекулациите во кои фокусот се става на временската рамка за преземање на действијата во овој предмет сметаат дека е неопходно да се истакнат одредени датуми што го следат постапувањето во предметот, со што јавноста ќе може да оцени дека предметот Феникс е водан согласно закон и соодветно на доказите. Дел од правниците, но и политичарите го толкуваат актуализирањето на случајот Скопје 2014 како сламка за спас, за народот да не зборува за уставните измени, критиките од меѓународната заедница, црната листа на САД, одложувањето на почетокот на пристапните преговори со Европската унија. Првиот човек на ВМРО ДПМН Мицковски вели: "Тоа беше театар пред јавноста, а што беше прикажано пред некој ден, а вие го нарековте случај Феникс. Тоа е исклучиво со една цел, а тоа е дефокус од јавното мислење, за да се дивергира од оние кои денеска купуваат десетици милиони евра имот во центарот на Скопје. Ако тука имало дело, тоа ќе било решено пред 7, 8, 9 години", рече Мицковски. Повеќе поранешни функционери се дел од истрагата која се води против 15 лица под кодно име Феникс. Помеѓу осомничените, покрај македонски државјани, има и државјани од Италија, а се сомничат за злоупотреба на службената положба и овластување и перење пари во врска со набавката на дел од спомениците на проектот Скопје 2014. Судија на претходна постапка му одреди куќен притвор на Тодоровиќ. Поранешниот претседавач на општинскиот совет Здравев доби притвор од 30 дена, како и осомничените Игор Сакуловски и Љупчо Бакев. Куќен притвор му е одреден и на Тодор Делјановски.